Неколку дена си викам дај сними нешто за големиот аудиториум, ама некако немав што да кажам. И сега си викам, се некои кратки видеа снимам, немам материјал за подолго видео, а сакам да си го продолжам проектот Порок без маска. Па сега ете, си викам ќе се зборувам така како што ми доаѓа на душата. Може на некој ќе му биде досадно, некој ќе ме сослуша. Морам да го проверам ова, неколку пати се зезнав, изнаснимав пола саат, па сватив дека не ми работи микрофонот. Некој ми пишал коментари зошто не постираш на YouTube за целата ситуација сега, за време на војнава, од кога почна, веќе колку има? Повеќе од 3 недели во секој случај, 3,5 недели, скоро месец. Чисто за да остане како некој, да не ги заборавам работите, да ми остане во спомен. Каков и да е споменот, лош или добар. Нема да го кратам ова видео, дури ако почнам да се бунам или нешто да ми забегува паметот, ќе си продолжам да снимам. Не знам што да кажам за ситуацијава, затоа што во одредени моменти се осеќав, мислам, јас така го чувствувам како да е некој сон. Значи, 28 кога беше сабота првиот напад, некако неочекувано, барем за мене неочекувано се случи, мислам дека и за повеќето луѓе, верувам дека властите можеби имале некои дојави, нешто се сомневале, меѓутоа ние како обични граѓани тука немавме некое такво чувство дека може нешто вакво да се случи, затоа што се одвиваат тогаш преговори во тој момент во Оман. И пошто беше сабота, не ми беше ни навиен саатот, неработен ден, и се подразбудив на некои такви звуци, пошто веќе ние минатата година нели имавме еден напад, лани во јуни, и баш така некако придушен звук на експлозија, затоа што не е онаква права експлозија, нели, како што имам кажано на некои видеа, тоа се пресретнувачи што ги пресретнуваат дроновите и ракетите. И сега се будам и викам, не знам, не е вајда, мислам, сега си викам во главата, нели, некогаш мозокот многу брзо размислува, рака у рокот една секунда 200 информации, 200 претпоставки ќе ви се случат, ќе ви дојдат у главата и викам, не е вајда. Кога сега овие ги нападна Иран, кога Иран возвратија многу брзо, и гледам на телефонот колку е саат, не знам ни колку беше, 11 и нешто. Гледам милион пораки, милион пропуштени позиви, и отварам пораката таму одмah ден и прва. Ангела станува и почна војна. Леле, викам, онака ми беше као... Мислев дека ќе биде како минатата година, онака као некој си као напата е работава као ради реда да се деси, но не испадна така за наша несреќа. И тој ден беше многу стресен, морам да кажам, стресен, затоа што мене првпат ми се случува да бидам сведок на вакви напади. И првиот ден успари нападите беа баш ризични и неочекувани. Се уште немавме, не беше веројатно направен тој софтвер за да не информира кога следува напад, да се скриеме во затворен простор, да не седиме на отворено. И многу ракети имаше што ги пресретнуваат тука над моја глава. Јас имам и неколку видеа, едно од видеата беше каде што една од ракетите буквално мислев дека ќе ми влезе низ прозор. До толку онака само се гледа светлина, светла, такви како дим над нас, и таа ракета дури на видеото се осеќа дека се вадам од памет, и буквално се пресретна над мојата зграда, и таков звук беше како дома окупатило да ми експлодираше нешто. После тоа, после ден-два, мислам дека веќе почнаа да не информираат, односно секогаш кога ќе има напад кој што е посилен, само ќе ни пратат порака да седиме на затворено и да не бидеме блиску до прозори. Тоа беше тоа, мислам. Никогаш не сме имале
пораки, 2 пати имаше евакуација уствари во тие населби кај што се блиску до америчката амбасада. Ги евакуираа, ги сместија во хотел. Не знам дали во хотел уствари, меѓутоа имаше сместување безбедено самата влада. И толку беше, јас не сум од тие населби, така да не можам да кажам како и што било тоа, како се одвивало. И после, како да се навикнавме сите, мислам, ќе стигне алармот, ќе седнам ја подалеку од прозор, као, демек, мислиш готово. Ако пукне, ќе пукне сега, тоа е тоа. И само ќе се испопишуваме сите упораки, ајде, леле, вакво аларм, и ќе помине, после тоа ќе ни стигне дека пак нова порака, дека ситуацијата се вратила во нормала. И така, и сега веќе кога помина на 3,5 недели, буквално така ми е како кога ќе трае тој напад, баш како да си сонувал и после тоа све си е ненормално. Не знам како да го опишам ова чувство. Морам и да кажам дека последниве 5 дена не сме имале ништо, фала Богу, не знам како да го сватам тоа, дали е нешто, некој затише пред бура или навистина нешто се преговара. Едни викаат се преговара, не му верувам на тој помаранџистиот воопшто. Другата страна вика ништо не преговараме. И не знам, јас имам многу луѓе кои што си имаат ранче спремно за евакуација. Јас немам, ама имам направено список. Морам да признам. И сакате да ви кажам што има на список. Глупост. Ќе ви кажам што има врска. Нели реков ќе се изборам така како што ми доаѓа. На списокот имам гаки и чорапи. Ми е многу гаки од хигиенска овако, а чорапите не знам, некако ми се као, ако не менувам чорапи нон-стоп, ќе ме фати некој клетва. Против ураци ми се. Дуксер, затоа што не знам ни каде биле сместени, нели мора да не биде топло. Една мајца, сега тоа нели документи, лекови, банани имам секогаш спремно и вода. Што имав друго на списокот? Мислам дека толку наочари за сонце. Стварно. Мислам дека толку, стварно, не знам ни кај ми е списокот. Ја уствари го направив списокот и сега не знам кај ми е. Добро. Пак ќе кажам, ако стигне до нешто такво, мислам дека ни ранци, ни бутурни ни поправаат работа. Затоа се надеваме дека нема да стигне и до сега, како што се покажа све ова, со одбраната, мислам дека Катар е спремно да се одбрани, доколку не отиде во голем екстрем, каде што Иран си кажа дека ако им се нападнат енергетските плантажи, ќе ги остави сите земји во регионов без струја и без вода. И тоа би било малце поголем шок, иначе као да животни, дека се осеќам као да нешто ќе ми падне тука бомба, не. Меѓутоа моментот на тоа дека може да се остане после одредено време, инаку Катар официјално има вода, залихи на вода, не знам за колку дена, пишуваше за 80 или 90 дена и околу 180 дена за храна. Значи има резерви. Ќе преживееме. Не ни мислам дека ќе оди до таму. Ама не се знае, никогаш, секогаш треба да се размислува, да се надеваме на најдоброто, а да бидеме спремни на најлошото. И тоа, не знам, еве сега мирно и така се фаќам во некој момент као е сега што ќе правиме, како ќе правиме, и после викам чекај, уште има војна. Ама така ќе ви прелета нешто, ви викам како во сон, така се осеќам као да е вистина, а не е вистина. Не знам, се менува многу светов. Не е ова само за кај нас, дека ќе има некои промени од таков тип, него многу ми е без везе дека стварно цените ако се кренат до толку за храна, за едно, за друго, Македонија може многу да настрада. Ја не знам ни ние дали воопшто нашата влада или било која влада до сега има резерви некои на храна и на вода. Ајде, за вода ние сме окей, ние кај да се ископат дупка, има некои бунари, има извори, меѓутоа не знам дали имаме резерви. И тоа. Иначе вчера многу сакав ова да ви го кажам, бидејќи нели проектот ми се вика Порок без маска, дури и во вакви стресни ситуации, ете,
не посегнав по алкохол. Да, многу ми е мило, затоа што обично така некако кога ќе се случи нешто леле многу убаво или нешто многу стресно, кога ми е, не знам, кога ми е страф или кога нешто, обавезно посегнувам по алкохол, бидејќи алкохолот те тера у моментот да заборавиш на работите, иако после тоа ти прави многу пострашно, нели, анксиозноста и панични напади и сето тоа, така да ово дури додека трае војнава и пред тоа уште месеци нешто, значи околу 2,5-3 месеци, немам ни помирица на алкохол, ни капка немам ставено, ни ништо. Нешто имав, не знам што ми се деси, нешто на кожата ми излезе и као да го прашувам ChatGPT што да направам, ми вика намачкај алкохол. Немам ја алкохол по дома, не чувам, алергична сум. Тоа, гледав вчера една серија на турска серија, 6 епизоди се само, замислете. Турска серија со само 6 епизоди, ама комедија е, не знам како се вика. Ја заборев, пошто на турски. Него беше смешна затоа што ние жените како жени знаеме како е менопауза. Меѓутоа оваа серија беше за тоа како име на мажите, у таа некоја андропауза што имаат. Уствари ние го викаме втор пубертет и многу беше смешна. А денеска пак гледам еден филм за една баба што ја ставија на психијатрија, што ја однесува керките затоа што многу се журкала. И сега ова го кажувам зошто, затоа што ја многу сакам стари лица. Дури сигурна сум дека сум кажала, меѓутоа мене и дипломската на факултет, иначе имам дипломирана психологија, дипломската на факултет ми беше за стари луѓе, односно за за старечки домови во Македонија. Темата беше квалитет на живот, задоволство и квалитет на живот во приватните и државните старечки домови и одев таму да ги правев испитувања, истражувања, мислам ги тестирав. И многу сакам стари луѓе и стварно кога се ова ќе заврши, кога ќе созреам уште малку и кога ќе се надоградам на секое поле, многу би сакала да помогнам на Македонија, особено на старите лица. Пред се на старите лица, знаете зошто? Некој ќе каже, а зошто не се грижиш за децата, тоа се безпомошни и слично. Не дека не се грижам, меѓутоа сега некој повеќе се грижи за животните, некој за бездомни животни, некој за деца без родители, некој за децата општо, некој за деца со посебни потреби. Секој си има нешто на кое што највеќе сака да се активира. Тоа не значи дека другите не ги сакам, меѓутоа ова ми е како некој приоритет. Мој личен, инако јас би сакала за сите можни работи да можам, сите можни проблеми да можам да ги решам во Македонија, меѓутоа не сум супермен, нели? И кога бев, па не бев ни многу мала, 17-18 години, нели татко ми тогаш се кандидираше за градоначалник, 2 пати поред се кандидираше, јас му работев у кампања, учев, правев како да се организираат кампањи, конвенции, спонзорства, како се настани уопште, мислам се одадаше, бев уклучена, колку што можам, секако не бев ја експерт на тие години. Уствари втората кампања му беше која имав ја 17 или 18, првата 4 години пред тоа. И тогаш ми си врежав у крпче дека јас еден ден, бидејќи татко ми не стана градоначалник, јас ќе станам. Не заради она дека татко ме тера затоа што не си ја исполнил целта, па јас да ја исполнам. Не, јас вистински имам желба, никогаш не ми спомнал. Може и не би се согласил со мојот избор. Па, у меѓувреме, сватив дека може би е многу голем залак тоа за мене. Си викам, добро, тогаш ќе се кандидирам за градоначалник на општина Карпош, као помал залак, некако старта одскачна даска за понатаму. Сега не икам да бидам ни градоначалник, не икам ни на Скопје, ни на Карпош, сега сакам да бидам министра за труд и социјална политика, за да можам да помагам, да можам да изградам што поише пензионерски домови, да можам старечки домови да изградам што поише, да можам да помогнам на социјалните семејства, на не знам. Мене не ми е јасно како може, дали луѓето кои што ни се на власт, сите оние кои што биле министри или било каква функција кои што имале, биле добри па се менуваат кога ќе дојдат на власт, имаат некои притисоци, стануваат лаком или како, дали јас ќе се сменам кога би добила некоја функција или не знам како може тоа да ги смени. Јас и ден денеска кога имам, делам колку што имам со некој што нема. Не знам зошто би можела, докаде оди таа лакомост да ете и да имаш, и да имаш, и да имаш, и уште поише да сакаш да имаш. А да не го споделиш и да имаш можност да помогнеш на другите,
а да не го направиш тоа функцијата, да не ја искористуваш во правилна насока. Не можам да сватам. Значи, баш се прашувам дали ни еден човек кој што дошол на функција не дошол со отворено срце, сите дошле лакоми, како се бираат тие луѓе? Секта ли се некоја, секта на комштина? Еден да не се најдеше добар, кој што вистински од љубов ке сака да оди. Јас сега си викам, кога ќе дојдам во Македонија, па јас едва чекам да отидам да ги посетам сите тие луѓе кои што ме поканија на гости. Зошто нашиве министри не одат меѓу народот? Што ги кошта, мислам, седат тука цела ништо не прават по цели денови, еден ден во неделата може да одвојат и да одат да ги посетуваат тие социјални семејства, не заради камери, не за да се сликаат, да одат вистински. Ако сакаат и кампања да им биде тоа некоја, луѓето сами ќе се фалат. Значи само едно добро дело одма ќе се расшири гласот. До толку да сте индиферентни, до толку да ви е гајле само за вашите джилови да се секирате, не можам да сватам. Тоа, ајде да не должам многу више, зборам 15 минути, може немаше никаква поента муабетов, ама стварно ми дојде нешто така да го изведам од себе. Сите сме тука за да си помагаме, не можам да сватам, го повторувам тоа како папагал, ама не ми е јасно да ни 20% од луѓето што имаат функција да немаат, да не се алтруистични, да бидат само егоизам и само себични. Тоа, се надевам дека сте вие добри, живи, здрави, ќе се видиме кога дојдам во Македонија. И така, за Македонија од Катар, Ангела Николовска. Чао.